Здраво, ова е 315-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е About Dry Grasses од Нури Билге Џејлан, во кој станува збор за Самет, глумен од Денис Челилоглу, кој е млад учител кој предава во далечено село во Анадолија за време на четвртата година од задолжениот стаж, кој се надева дека по незиното завршување ќе може да биде префрлен да предава во Истанбул. Меѓутоа, во еден невообичаен склоп на околности, тој е обвинет дека непристојно се однесувал со една ученичка и преместувањето му изгледа недофатливо, сметајќи се себе си за заробеник на местноста. Од првиот долг кадар забележуваме учител кој се враќа од зимскиот распуст, кој насреде снежното белило се доближува до камерата, цимнувајќи се од автобусот, и овој воведен кадар служи за восприемање на спориот филм кој престои, за најдобар можен начин да се соживееме со околината од која ќе станеме составен дел во наредните 3 часа. Учителот по ликовна уметност Самет посочува дека е премногу мрзелив за да црта негови творби, иако го има секупното време на располагање и простор за реализирање, но наместо да слика, тој фотографира ликови насреде зимските пейсажи. Губи толеранција и избива на површина фрустрацијата кога ќе биде обвинет од учениците за фаворизирање помеѓу нив, обидувајќи се да наметне авторитет со зголемување на тонот на гласот, што е типична балканска оставнина, адекватна за нецивилизираното однесување, кон кое наводно не се стреми учителот кој страда во нескротливата дивина. Тој се двои од своите колеги затоа што доаѓа од либералниот свет и нивните ригорозни погледи се застарени едикти за него. Затоа и наоѓа сродност со учителката по англиски јазик Нуре, глумена од Мерве Диждар, активистка која слика во слободно време за разлика од Самет. Иако таа ја има можноста да замине во Истанбул, растргната е дали да остане со родителите или да оди кај сестрата во големиот град, па имаме различни погледи на неа, кои се мотивирани исто така и од хендикепот, за кој ќе дознаеме о продолжението од филмот, сервирани противности покрај чајче, додека седат Самет, Нуре и пријателот и Цимер Кенан, глумен од Мусаб Екици. Омразата на Самет со местноста е опозитна на љубовта на Кенан кон пасторалните благодети на родниот крај, кои за некого се рајско богатство, а за друг се зандана на отворено. Самет несомнено дека манифестира љубомора, затоа што Нура е заинтересирана да го наслика портретот на Кенан и не сака да биде френдзониран, туку сака да биде погледнат како потенцијален партнер од незините очи, но не е тој нивен собственик. Додека се одвиваат наметливите претреси на учениците, во кои дознаеме дека технологијата и шминката се недобро дојдени на училиште, што говори за контроливата природа на школскиот систем, држејќи дисциплина која можеби и не се одвестува толку многу од 21. век и децата кои се родени со блутут наместо папучна врвца, пронајдено е љубовното писмо на Севим, која најверојатно опфаќа бујна фантазија која се раѓа кај девојчето за незината симпатија, која револтирана е зашто Самет не го дава писмото назад и тврди дека го искинал и фрлил, иако не го чини тоа, без разлика на тоа што има разбирање за младешка наивна љубов. Лолита, оваде Севим, ќе биде гневна за неговото поимање на прочитаното, па ќе реши да му се одмазди за тоа што не ја сватил сериозно. Земете предвид дека јас првпат го погледнав филмот на крајот на дневна програма на филмски фестивал, длабоко во ноќта, погледање на филмови цел ден и на крајот на денот морав да имам концентрација за мегалодонскиот филм на овој филмски гигант, во кој по едночасовните интензивни преписки помеѓу раководството и пријателите, како и по интимистичкиот дискурс на љубовниците, се создава еден набој, еден полнеж, кој тоа како го чувствував на своја кожа, наваре затнати ви се синусите едве чекате а настане ослободување на воздухот и тогаш Џејлан става една сцена која ја има функцијата да биде вентил во делото, која постмодернистички ќе го преозначи севкупниот филм, самосвесно исчекорувајќи надвор од кадар и признавам дека ми беше потребно вбризгување на адреналин за да ме држи буден до крајот на филмот како цреша на шлагот од прекрасната конверзација, борба со зборови меѓу Самет и Нуре, конфронтација која сметам дека доаѓа предоцна во течението затоа што е диалошко крешендо помеѓу дихотомијата на акција наспроти ропот, односно константни поплаки, кој да се одвиваше порано
во пократок филм ќе беше поефективно, но Джейлан смета дека наградата ја заслужуваат најтрпеливите гледачи. Меѓутоа, што правим со фактот што Нуреј ги плени Самет и Кенан подеднакво, само што не сакаат да си признаат еден на друг. Зимата е засебен лик во филмот, која Даскалот можеби ја доживува како дополнителна визуелна препрека за допирање на животот, кој наводно се одвива другдека, додека тој е закотвен во оддалеченото село од сигналите на цивилизацијата, не баре заробеник на природата, иако Нуреј убаво ќе установи дека промената на местото нема да му ги реши проблемите кои ќе ги понесе со себе кај да оди, насекаде. Во еден исказ се сосредоточува дека возрастните нема да се однесуваат како мали деца. Секако. Самет гневи на предавањата и во еден момент го прескокнува беглиот академизам и ги подучува учениците на суровата реалност, во која никој од нив нема да биде сликар, туку ќе бидат работници од кои ќе се збогатуваат богаташите, кои од нивната пот ќе имаат удобен живот, сечејќи им ги нивните крилја. Филмот се базира на дневникот кој го водел Аки Наксу, учителот кој е косценарист на филмот, кој ги поминал тие години во изолација во планинското село, кои се имаат заборавено и напишале сценарио од речиси 300 страници, кој има материјал за 5-часовна ТВ серија, а не па за долг филм. Илкер Чатак од The Teacher's Lounge на еден начин се справува со проблематичниот однос на учителите со учениците, а учителот на Томас Винтерберг во The Hunt на поразличен начин се носи со обвинувањата, кои во филмот на Джейлан не се сватени сериозно до тој степен да ја загрозат кариерата и приватноста на учителот, затоа што колку подредена позиција и да е во школската хиерархија, сепак господари со училницата. Снежниот вел е измолкнат и сведочиме на будење на природата во нераспознавачкото пространство, директно во лето, каде во епилогот одлетува една птица, не баре алегорија за Самет, кој има поднесено барање за преместување на топлите краишта, решено со натежнувањето на една дневничка, нараторска рефлексија, но има впечаток дека нема толку ригорозен презир кон местноста веќе, како во мигот кога го запознаваме, и не е повеќе заробеното животно во снежниот кафез, затоа што се социализираше, односно најде љубов и пријателство, и прашањето е дали ќе ги напушти потрага на подобар себичен живот во големиот град. Директорите на фотографија Чевахир Сахин и Курсат Уресин кадрираат со помош на дифузирана светлина низ мали прозорци во домовите преку ден и со газијана маса во ноќ да ги истакнуваат интериерите. Снимаат во широк аспект 2:39:1 со Sony Venice со анаморфни леќи на кук, користејќи екстремно широки кадри за соодност на минускулниот човек визави природата, долги кадри со неподвижна камера, двоплан и троплан снима во широк кадар. Неретко се снимени и ликовите од задгрб, не баре кријат нешто од гледачот, секојаш на дистанца ставен од нив. Покрај тоа што Сахин и Уресин се големи визуелни естети, морам да напоменам дека секојаш ќе им симнувам капа што успеа да одвојат време на фестивалот Браќа Манаки и дојдоат да присуствуваат на презентација која што ја модерира во 10 часот наутро. Джейлан го монтира филмот со помош на Олгу Сатавас и нема потреба да напоменам дека излишно е филмот да трае над 3 сати и сметам дека има напластено наративно сало во средиштето без кое филмот би бил погледлив, но тогаш нема да се тенчи трпението и вниманието на гледачот и нема да биде оптоварен тој со озборувањето и однесувањето на мештаните. Ова го говори поданик на ликот и делото на Апичат фон Гитар, така што не е во прашање стилот на слоу синема. Проблемот се несубстанцијалните полноќни тиради, кои според мене, освен што изгледаат прекрасно, служат само за да се извади чеховскиот пиштол на маса. Се разбира дека Джейлан абстинира и во ова дело од употреба на наменска музика, освен пијаното кое транзитира во промената на годишното доба и се потпира на минималистички дизајн на звук, затоа што зборовите се неговите ноти, кои сака да одзвонуваат во просторот, што секако дека не е погрешно, но исто така е себе намената лимитација, која го осиромашува потенцијалот на неговите дела. Секојаш ќе има простор за тишината, дури и при музика, ама таков му е стилот. Филмовите од турскиот режисер Джейлан ги поимам како дела со истакната универзалност, бидејќи само да го смените јазикот на кој се говори, да биде македонски, сосема убедливо би било действието да се одвива во некое забаталено македонско планинско село, затрупано по снежна покривка и учител кој сака да биде прелоциран во некој од околните градови.
Таа сродност ја истакнав и во епизодата од Видеологија, посветена на неговиот претходен филм The Wild Pair 3, кога говорев за неговата досегашна филмографија. Статични долги кадри, екзистенцијални кризи на незадоволни, резигнирани ликови, робови на собствените одлуки и местноста во која не се пронаоѓаат, продорна тишина во корелација со досадата на ликовите, со силни дијалошки полемики за спротивставени гледишта, но и простор за одишка и контемплоративно проследување на светот наоколу, секако дека се препознатливи белези на неговата филмографија, кои се присутни и во неговиот нов филм. Ако мислите дека неговиот нов филм е долг, само да ја потсетам дека несудениот хемиски и електричен инженер сними документарен филм за 14-неделното снимање на претходниот филм, кој гласи Making of the Wild Pair 3, кој трае 6,5 часа. Джейлан оркестрира со помош на крајности, каде или говори молкот, или проникнува полемиката од конфронтираните гледишта на светот и на страната на која ќе застане денешниот човек. Меѓутоа, тоа не значи дека целокупното дело е безпрекорно, напротив, некои од ноќните дискусии испаруваат побрзо, а други го преобразуваат овостраното интимистичко отворање со помош на зборовите во овоплотување на две изгубени души. Така што ако не сте подготвени да ја искачите оваа дијалошка на горнина, со предели со тишина, не се обидувајте да се качите на филмскиот ритм. Филмот имаше својата премиера на Канскиот филмски фестивал, каде Мерве беше наградена со Златна палма за најдобра актерка, а потоа беше прикажан на Карлови Вари, Ерусалим, Нью Хорайзен, Стив, Хелсинки. Јас имав можност да го гледам на големото платно Битола на фестивалот Браќа Манаки, каде снимателите ја освоија наградата Златна камера 300, потоа беше прикажан во Њу Јорк, беше награден со Сребрен Хуго од Чикаго и беше прикажан на Монтклер, EFI, Сао Пауло, Гетеборг, станувајќи турски представник за интернационалниот Оскар, кој не ни беше составен дел од кратката листа, а не пак да добие номинација. NBC Arte ТРТ го продуцираат, јавност го дистрибуираат во киносалите. Филм за даскал во забаталено село, кој е видно незадоволен што е заглавен во оваа местност, погребана под снежна прекривка, не баре му е лут на Джейлан што го оставил да гние таму, мечтајќи по алузијата на по-просперитетниот живот во големиот град, додека и самиот не пушти корења и воспостави нераскинливи врски, наоѓајќи ја својата припадност. Што ако таму, каде не сакаме да бидеме, се крие дел од нас кој не сме ни знаеле дека постои. Ако морам да го евалуирам, тогаш About Dry Graces од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 315-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лекувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и поснатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!